зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Божјата лекција за чекањето. Кога како родител имаш мали деца, изгледа како да се наоѓаш во Божјата чекалница. Го очекуваш денот кога пупките роза ќе созреат и ќе расцветаат. Ти ги негуваш билките, ги храниш и се грижиш за нив. Но не може да ги натераш децата да цветаат. Но најпосле, Бог ќе го стори тоа ако му препуштиш соодветно време нему. За родителите на тинеџерите, да го кажам ова, не се обесхрабрувај чекајќи синот или ќерката да расцветаат во зрелост. Не можеш да го забржаш процесот на созревање кај децата, исто како што не можеш да ја натераш розата да расцвета со тоа што насилно ќе ги отвориш латиците. Псалм 27:14 ни вели: Надевај се на Господа, охрабри се, нека биде цврсто твоето срце. Да, чекај го Господа. Ако се грижиш за растенијата, најпосле розите ќе расцветаат во нивно време. Најдобрата лекција што ја познавам за Божјото совршено време се случи во животот на бездните Авраам и Сара. Разгледаја Божјата временска рамка во нивните животи. Во Битие, глава 15, Бог му вели на Авраам не само син, туку и бројно потомство. Понатамо во Битие 16, часовникот чука. Авраам сега има 85 години, а Сара 76. Сара започнува проект, направи сам, давајќи му ја својата слугинка Агара на Авраам како негова сопруга и Исмаил се раѓа. Битие, глава 17, уште 13 години поминуваат, Авраам сега има 99 години, а Сара 90. А сепак Господ го уверува Авраам: ти ќе бидеш татко на многу народи. Битие, глава 21, сега Авраам има 100 години, а Сара имаше 91 година. И најпосле, чудото на чудата. Исаак се роди. Првиот стих ни вели: и направи Господ на Сара, како што и беше и рекол. Бог го испочитува своето ветување кон Авраам и Сара, кога во телесното тоа беше невозможно. Дали чекаш Бог да одговори на твојата молитва? Научи од розата. Во Божјото време таа ќе расцвета. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.